20 години регулативата за урбанистичкото планирање подлежеше на постојани промени, закони и нивни бројни измени и дополнувања. Во тој правец и е последно донесената измена на Законот за урбанизам, кој во својата основа има за цел да го поттикне развојот на просторот преку ефективна изработка на урбанистичка документација. Ова е ставот на Агенцијата за планирање на просторот, институција која се бави со просторно и урбанистичко планирање. Оттаму сметаат, од поголемиот дел од изменетите одредби во Законот за урбанизам може да се препознаат јасни намери за инвестирање и развој на објекти од јавен карактер, кои што се итни и неопходни во одредени простори и кои секако ќе бидат во функција на граѓаните. Измените на Законот за урбанистичко планирање ги разлутија граѓанските организации. Тие алармираат дека законот, донесен според нив, без темелна, јавна дебата и консултација од стручни лица, може да ги влоши прашањата за урбанистичкото планирање и да го зголеми урбанистичкиот хаос. Побараат председателката Гордана Силјановска-Давкова да не удри потпис за потврда на законските измени. За Агенцијата за планирање, мислењето на јавноста во кој се препознава страв е оправдано, бидејќи кај нас се уште има влијанија кои влечат корени уште од транзицискиот период, но од агенцијата порачуваат дека нема место за сомнежи. Законот не создава урбанистички решенија, туку умешноста за тоа во каков простор живееме и сакаме да живееме почнува од квалитетот и стручноста на тој што го изработува урбанистичкиот план, па понатаму тој што го донесува и на крај тој што го спроведува. Од Агенцијата за просторно планирање додаваат дека како институција се залага за постојано унапредување на законот кој го регулира урбанистичкото планирање. Потребно е итно да се делува, да се донесат нови законски решенија кои би ја опфатиле таа регулатива која најблиску допира до урбанистичкото планирање, како и меѓусебна синхронизација на законите, со што би се создале услови за сеопфатно квалитетно планирање и уредување на просторот. Министерот за транспорт Николовски при носењето на законските измени напомена дека сите се донесени без приговори и амандмани од политичките противници. Според него, неодамна изгласаните измени се од суштинско значење за развој на инфраструктурата. Со нив се овозможувала побрза изградба на проекти финансирани од државата, како училишта, болници, градинки и катни гаражи. Тој рече дека ја разбира загриженоста кај граѓаните и затоа им предложи на невладините организации заедно да седнат на маса и да донесат нов закон. Сепак, за изработка на нов закон ќе поминат 3 до 4 месеци, па според него морало да се измени законот за општините да не бидат лишени од ветените 250 милиони евра за изградба на суштински објекти за здравство и образование.